Грицките, седењето пред телевизор и избегнувањето спортски активности земаат данок врз здравјето на граѓаните. Податоците на Институтот за јавно здравје се загрижувачки. 63% од возрастните мажи и 48% од жените имаат зголемена телесна тежина. Дебелината е во порасти кај децата. Кај момчињата, процентот во периодот од 2010 до 2016 година пораснал од 38 на 39%, а кај девојчињата од 31 на 33%. Експертите предупредуваат дека состојбата е алармантна. Поголеми, а неквалитетни порции во комбинација со полоши животни навики се причинители број 1 за оваа состојба. Посочуваат тие и сметаат дека клучно за решавање на проблемот е системски пристап. Тоа подразбира лоша исхрана, односно исхрана со многу калории, богата со шекери, односно рафинирани шекери, со многу сол, со масноти, понатаму физичка неактивност и исто така многу важно нарушениот ритам на сонот, односно неквалитетното спиење, влијанието на стресот, подигање на свеста во општето население за менување на стилот на животот, односно интервенција во раната фаза, во превенцијата на појавата на надхраненоста. Дебелината не е само естетски проблем, туку и закана по здравјето. Докажано е дека поред директната поврзаност, поради нарушениот метаболизам кај дебелината и појавата на многу хронични болести, од почестите кардиоваскуларните, срцевите заболувања, дијабетесот тип 2, апнејата при спиење, замастениот црн дроб, понатаму остеоартикуларните промени и дури ризикот за појава на канцер. Најважен чекор за решавање на оваа состојба е да се спречи пред да се лечи. Промовирање на здрав начин на живот, особено кај децата, внесување здрава исхрана и избегнување неквалитетни прехранбени производи е вистинскиот пат кон поздраво население. Инаку, во Македонија, во рамки на градската општа болница 8 септември, функционира Центарот за обезност, односно дебелина, каде пациентите кои се веќе засегнати од проблемот може да добијат соопфатна поддршка.